Здраво на сите! Уште една епизода на подкастот Марија во Америка. Марија во Америка ова лето е во Македонија на летен распуст, работно, и Марија ги снима сите македонци, оние кои што биле во Америка, работеле, граделе кариера, живееле, но решиле да се вратат назад и животот да го проложат во Македонија. Зошто го направиле тоа, тие самите си ја раскажуваат својата животна судбина, насоките и зошто се случило така како што се случило. Денешниот мој гостин е навистина човек кој што имал извонредна животна приказна во Америка, градел кариера, но решил да се врати назад во Македонија. Зошто дознавате од него, а тоа го гледате по најавната шпица. Ете сме назад и секако следува представувањето на мојот гостин. Васил Хаџиорданов, кавадарчанец, кој што завршил факултет, но и 2 магистратури. И сето тоа, верувале или не, во Америка. Така ја продолжил својата кариера, така работел, но што се случило и кои се деталите ќе ни каже тој самиот. Васил, добре ми дојде. Добар ден. Ви посакувам јас добре дојде и благодарност за поканата за учество во подкастот. Ти си кавадарчанец? Кавадарчанец, чист кавадарчанец со потекло од Ваташ. Така, роден во Кавадарци. Роден во Кавадарци. Израснат овде. Израснат во Кавадарци. Основно училиште, средно училиште, студија во Скопје. Така. Одиш на електрофакултет? Електрофакултет во Скопје, да. Си студираш, си уживаш во студирањето, така? Да, имав исклучително убав студентски живот. После кој бев во војска, во Арама. По завршувањето на војниот рок се запишав на факултет во Соединетите Американски држави, Schiller International University. Ги средив потребните документи, добив студентска виза и заминав за Флорида на 26 август 1999 година. 99 година звучи така интересна година во која што не била толку атрактивна и интересна за македонски деца, студенти да одат да студираат таму. Се помал број бил на луѓе кои што заминувале во Америка само за да студираат. Некако тој период не е баш оној кој што се согласувам. Процесот на запишување на студии во Соединетите Американски држави не беше лесен. Потребно беше да се подготви обемна документација, процесот на виза, целиот тој процес зема неколку месеци. Упорност и нормално потребни се финансии за сето тоа. За сето тоа. Но Васил, студираш електро во Скопје. Убав живот имаш, како што рече, така си студираш. Зошто Америка? Зошто сакаш таму да студираш? Една мала дигресија. При една посета на една легендарна кафана во Џерзи, во Патерсон, Балкан, се сретнав со еден стар господин од Србија, кој ми го кажа следното и ми остана осеќавање. Ми рече: "Чедо, во Америка доаѓаат 2 типа на луѓе. Едни доаѓаат од беда, други доаѓаат од бес. Пронајди се себе си." Зошто се решив да заминам во Америка? Мислам дека се заситив од атмосферата, тогашната атмосфера во Македонија, и мислев дека ќе најдам сопствен пат во Америка. Потполно ја сменив насоката на школувањето. Од електрофакултет отидов да студирам меѓународни односи и дипломатија. Во тоа време мислев дека во Македонија немаше таков, во независна Македонија немаше доволно дипломатски кадар, и мислев дека по завршувањето на студиите ќе се вратам во Македонија и ќе почнам да работам во дипломатскиот кор. Ќе речеш од пријателка на другар, на фамилија, било како ти дозна за тој факултет, дозна за таа студиска програма, сакаше да се запишеш, имаш интернет до тоа време, 99-та, и сподели ми го тоа искуство. Информацијата стигна до мене, без разлика по кој канал. Стапи во комуникација со универзитетот,
Веднаш се запишав без никаков проблем, условно ме примија, успеав да ги преведам, да ги пратам сите документи, да отидам по виза, да добијам виза. За 2 дена заминав во Соединетите Американски држави. Стигнав во Тампа, слетав на аеродромот во Тампа на 26. август 1999 година. При температура од 40 степени и влажност на воздухот од 100%. Прежешко. Прежешко, превлажно, никогаш до тогаш се немав сретнато со таква клима, не знаев дали ќе издржам. Дојдов до факултетот, касно попладне, немаше скоро никој, ме сместија во студентскиот дом и за неколку дена почна семестарот. Почна да студираш во Clearwater, така? Тогаш кампусот беше сместен во едно малечко место веднаш до Clearwater што се вика Даниден. Така, тоа се наоѓа во Флорида, на југот од Флорида. На југозападниот дел од Флорида, во Тампа Бей ерија на Мексичкиот залив. Така. Васил, ке речеш беше влажно, беше жешко. Како тогаш, како млад човек, ти се виде цело тоа искуство, твоите почетоци, тоа студирањето, целата животна приказна што ја почнуваш? Тоа е процес на прилагодување. Кај некои луѓе оди тешко, кај некои оди лесно. Јас за себе мислам дека сум доста флексибилен и кај мене прилагодувањето беше прилично лесно. За кратко време запознав многу луѓе на универзитетот. Бевме релативно голема група македонци. Во тоа време? Во тоа време? Колку? Да. Па 5 мина бевме. 5-6 мина бевме. Кој како разбрал? Кој како разбрал, да, случајно се најдовме на универзитетот. 20 или тројца беа во координација, 20 тројца не беа во координација, веднаш се створи една мала група и беше полесно. Социјалниот момент веќе беше таму, значи не си сам, имаш со кого да разговараш, имаш со кого да одиш на час, затоа што сите почнавме во исто време, почнавме во исти групи да студираме. Имаше ресурси од каде да се најде книга, со кого да се оди во кино, кој да помогне за кога се оди во шопинг за храна, сите тие ситни работи на кои што не размислуваме кога ги имаме дома. Така. Да. При доаѓањето таму доаѓаш во ситуација, немаш кола, немаш возачка дозвола, немаш многу работи. Немаш документи. Немаш телефон. Немаш ништо. Така да беа потребни неколку месеци да се влезе во шема. Помина тоа време, успешно влеговме во таа шема, да, си знаеме стан, си купивме коли и така почнавме да го живееме пак тој убав студентски живот што сме го напуштиле во Македонија. Една споредба, твоето студирање во Македонија, во Скопје и твоето студирање во областа на Clearwater во Флорида. Како изгледаше животот таму и тука? Една така мала споредба. Разликата е огромна. Средината како средина е многу поразлична, нели? Вклучувајќи и климата, храната, сместувањето. Начинот на школувањето е сосем поинаков. Американскиот начин на школување во универзитетите е школски систем, што бара постојано присуство на предавања, што бара домашни работи, проекти и слично. Тогаш во Македонија, на државниот универзитет, не беше така. Предавањата беа кој отишол, кој не отишол, не беа mandatory. Таму беа. Друг еден момент што веднаш излезе како битна поента е цената на чинењето на универзитетот. Додека кај нас тоа во тоа време беше бесплатно или скоро бесплатно со некоја минимална партиципација. Цената на семестрот во тоа време на универзитетот кој што го посетував јас беше релативно висока. За наши услови беше енормна, меѓутоа и за американски услови цената не беше мала. Така да тоа веднаш повлекува една сериозност од страна на студентот, или ќе се посетува факултетот, или воопшто нема да се оди на факултет. Со твоето студирање успеа да добиеш стипендија, успеа да земеш било какви
грантови за да се олесни тоа твое студирање во Америка? За среќа да. Веднаш после првиот семестар успеав, аплицирав за студентска работа на универзитетот и успеав да добијам во наводници студентско работно место во администрацијата, каде што бев одговорен за прием на странските студенти на универзитетот. Почнавме со 25% грант од школарината, кој што постепено, семестар по семестар, почна да се зголемува на 50, на 75%, така да до крајот на школувањето веќе се школував бесплатно. Супер. Со својот ангажман во универзитетската работа. Браво. Завршуваш факултетот дипломатија и како ти е дипломата? Bachelor of Arts во меѓународни односи и дипломатија. Таа диплома, тоа се додипломски студии, таа диплома ја земав во 2001 година. Така. Веднаш после додипломските студии се запишав на магистерски студии на менеджмент на информационна технологија. Беше доста амбициозна програма, што ја завршив во рекордно време. Беа 15 предмети што успеав да ги завршам од јануари до декември 2002 година. Браво, за една година. За една година 15 испити ми беше пренапорна, меѓутоа се стекнав со звањето магистар. По магистратурата во менеджмент на информациони системи земав уште една магистратура во менеджмент на меѓународен бизнис, Management of International Business, затоа што имав голем број на кредити што ми беа признаени во другата програма и ми беше малку полесно. Така да до крајот на 2003 година имав еден бачелор и два мастер. Браво. Degrees. Ти си еден од оние македонци кои по патот на науката и образованието си го наоѓа својот пат во Америка. Целиот твој ангажман таму е фокусиран на знаењето, на образованието. Одиш таму за да учиш, продолжуваш со уште повеќе едукација, со уште поголемо знаење, за на крај да се инволвираш во самиот тој систем на едукација на факултети во Америка. Како започна со работа на факултетот? Случајно. Сосем случајно. Коцките се наредија така да универзитетот остана без IT кадар. Јас сум инволвиран со компјутерите уште од дете. Првиот компјутер го добив 1981 година. Вториот 82 година, а првиот PC го имав некаде на 86 или 87 година. Кој така купуваше ти работи? Татко ми. Татко ми, да. Така да јас сум сведок на продорот на компјутерите во широките народни маси. Го посведочив тоа со сопствени очи и бев едно од децата на таа IT револуција, вклучително и интернетот. Интернетот дојде во Македонија 92-93 година, да, веќе во 94 година увелико се користеше. Не тој интернет што младите го знаат денеска со стриминг, со Netflix, со YouTube, со видеа, меѓутоа сепак беше една врата кон една огромен свет на информации што беше достапен. Сепак знаеш да го искористиш сето тоа и ти било интересно и си го сакал тој свет. Го знаев, го искористив и добро ми дојде во Америка. Сега си во Америка. Сега мислам, тогаш живееш во Америка, студираш, завршуваш со своите студии, што понатаму? Имаш 2 магистратури, имаш факултет завршено, каде се наоѓа вас? Додека бев на магистерски студии, бев систем администратор на универзитетот каде што работев. Да појаснам, на еден од кампусите на универзитетот во кој што работев, затоа што тоа е меѓународен универзитет со еден кампус на Флорида и неколку кампуси во Европа. Мадрид, Шпанија, Хајделберг, Германија, Лондон и Париз. Работев како систем администратор околу година дена
И по добивањето на магистратурата станав IT директор на кампусот каде што работев. Со самото станување на IT директор и неколку годишна работа во компјутерите, стекнав услов за предавач. За кратко време почнав да предавам. Значи работев на универзитетот од два аспекта, од административен аспект и од академски аспект. Ти стана професор. Почнав хонорарно да држам часови, станав. Не бев фултайм професор, меѓутоа поради знаењето и искуството што го имав, почнав да предавам предмети од IT сферата. Тоа беше 2003 година. Тогаш онлайн образованието беше се уште во пелени. Овие системи кои ги имаме денеска не постоеа. Низ работата стекнував знаење, искуство и експертиза во системи за образование. И така си тераш некои добри години во Америка, го возиш твој живот низ Америка и низ образованието во Америка. Си сменил неколку универзитети, си предавал, си бил во круг со големите луѓе кои што ги држат ги отвараат тие универзитети. И како е твоето искуство кога зборуваш со голем човек, со човек кој што држи неколку универзитети низ светот и те задолжува ти да си главен за еден од неговите факултети? Од лично искуство можам да ви кажам дека комуникацијата со такви луѓе е многу лесна. Знаат што сакаат, знаат како да постават реалистични барања и знаат да го ценат сработеното. Некаден во 2006 година универзитетот на кој што работев ја смени собственоста од мала фамилиарна фирма во корпорација. Дојде еден борд на инвеститори кој што се занимаваше со инвестирање во универзитети, подобрување на програмите, зголемување на студентската база и нормално продавање на успешни универзитети. Почнав да работам со нив во сферата на mergers and acquisitions, кој што па од друга страна повлекува работа со секојдневни операции на бизнисот. Така да постепено почнав да мигрирам од IT експертиза кон општа бизнес експертиза. Почнав да работам due diligence, почнав да работам compliance, сите тие работи кои што се инволвирани во промена на собственост на 1 милионски бизнис. Ти било интересно? Беше многу интересно, беше многу динамично. Предизвик? Често патував. Нормално дека беше предизвик, затоа што ниедна компанија не е иста. Како што кажав, работата е многу динамична, треба многу да се внимава, се работи со големи суми, се работи со различни групи на луѓе, се работи со луѓе од академија кои што знаеме дека се многу поинертни. Од друга страна имаме луѓе од деловниот свет кои што се многу подинамични, постои разлика на култура, постои разлика на начин на комуникација. Морав сето тоа да го учам во ОД. Корпоративната структура на еден бизнис повлекува имплементација на enterprise IT системи. Што значи дека морав да почнам да ги учам и нив за нивен деплојмент во оперативните процеси на универзитетите. Така да бев изложен на сето тоа и го учев во ОД. Васил, директно си инволвиран во целиот тој процес и системи на професори и на знаење. Каков живот имаат професорите во Америка? Ете, да поедноставиме за сите гледачи за тоа како живее еден професор во Америка, колку може да заработи, се заработува ли добро како професор или инволвиран директно во едукативниот систем во Америка на било кој начин? Многу интересно прашање, не е едноставен одговор, сега ќе ви кажам зошто. Постојат неколку типа на професори во Америка. Постојат професори како мене, кои што се хонорарци, кои што
го пренесуваат личното искуство од нивната кариера и постојат чисти академици. Јас имав среќа, додека бев студент, да ми предаваат луѓе кои што сето тоа што ми го предаваа го работеле. Мене, например, Managerial Finance and Managerial Accounting ме предаваше пензиониран CFO од Ревлон. Ме предава маркетинг луѓе кои се големи маркетинг менеджери беа во фармацевтската индустрија. Значи практичари. Микро и макроекономија, Introduction to Business ми предаваше банкар. Луѓе кои што го сетиле. Луѓе кои што го работеле сето. Што го сетиле бизнисот. А од друга страна, исто така ми предава и професори кои се чисти академици. Не можам да кажам дека едните се подобри од другите, меѓутоа можам да кажам дека постојат два различни патишта за човек да се инволвира во академијата. Јас го одбрав првиот пат. Јас сум човек, експерт од полето на кое што го работам, кој ги пренесува знаењата во академската средина. Во однос на заработката, да ви кажам дека никој до сега професор што сум го сретнал не влегол во таа кариера за заработка. Таа кариера влегуваат веќе етаблирани луѓе на кои што заработката од факултетот не им е битна, или едноставно академици кои не сакаат многу главоболка од бизнис светот и имаат некое стандардно, релативно просечно примање за американски стандард. Мисля, зошто факултетите во Америка се толку скапи? Затоа што исто како и здравството, образованието во Америка е бизнис. Приватно. Образованието е бизнис. Приватното образование е бизнис, меѓутоа не сакам сега да навлегувам, пошто многу долга историјата на приватните универзитети, како компарација со државните универзитети. Приватните универзитети внесоа конкурентност на државните универзитети. Државните универзитети мора да почнат да се подобруваат, да бидат подинамични, за разлика од инертноста што ја имаа предходно, меѓутоа да ја зголемуваат цената. Така да и државните универзитети во последните 25-30 години се доста поскапи во однос на тоа што беа, заради конкурентноста од приватните универзитети. Генерално земено, државен и приватен факултет во Америка, кој е подобар моментално, стандардите, државен и приватен универзитет во Македонија. Кој ги држи стандардите, кој е подобар, каде има повеќе студенти и интерес за запишување? Од последните податоци што ги знам, вака можам да ви кажам. Во Америка постои една крунска група на универзитети што се вика Ivy League. Така, во Ivy League, тоа се 10 универзитети, во Ivy League има најдобрите, Харвард, Yale, MIT. Во тие универзитети има неколку државни. Повеќето се приватни, меѓутоа и таму има неколку државни универзитети. Во Македонија се појави една стигма во однос на приватните универзитети. Зошто? Затоа што како и се кај нас се доведоа закони, се оведоа закони за високо образование, меѓутоа не се воведе доволно контрола, доволно успешен систем на мониторинг. Че не е само да се воведе законодавство, треба да постои мониторинг. За жал, иницијалниот мониторинг во Македонија не беше таков и се појавија субстандардни универзитети. Така. Нема да именувам ништо. Тие субстандардни универзитети продуцираа кадар кој што беше далеку под стандардите на УКИМ. Меѓутоа, постојат честни исклучоци. И во Македонија има неколку приватни, многу добри универзитети кои што може да се рангираат со американските универзитети, дури и се подобри од УКИМ. Значи, кој му се учи, може да го најде вистинскиот. Целата филозофија е дали сакате да имате диплома или сакате да научите нешто. Тука е разликата.
сега кога веќе сме во областа на овој муабет со универзитети, факултети и запишување, како еден студент од Македонија кој што сака да студира во Америка може да го направи тоа? Твоја сугестија и совет. Кои се начините? Постои само еден начин. Постои само еден легален начин. Американските универзитети, повеќето државни американски универзитети имаат 2 приемни сесии годишно, а приватните може да имат 5, 6, 8, дури поише. Приемот на Американскиот универзитет е многу формален процес. Мора да се обезбеди документација претходно преведена и заверена документација од образовната институција во Македонија, дали ќе биде тоа средна школа за запишување на додипломски студии или средна школа и факултет за запишување на постдипломски студии. По стапување во контакт, исполнување на апликација, тие иницијални трошкови со праќањето на документацијата и приемот во Американскиот универзитет не значи дека ќе станете студент. Приемот на Американскиот универзитет ви обезбедува документ што се вика I-20 и тој документ е документ за виза. Со тој документ потребно е да се отиде во Американската амбасада во Скопје и да се обезбеди F1 студентска виза. Таа студентска виза ви овозможува патување и престој во Соединетите Американски држави. Кај нас постојат големи заблуди во однос на студентскиот статус на странците во Соединетите Американски држави. Само да појасниме дека вие како странец, како студент во Соединетите Американски држави не можете легално да работите. Че вас не ви следува социјален број за работа. Значи, ако вие работите на црно. Разбирам. Од каде се наоѓаат листите на факултети кои што примаат странски студенти? Каде тоа може да се види, да се провери? Не постои ни еден американски универзитет што не прима странски студенти. Сите примаат? Сите примаат странски студенти. Добро. Многу е од листата на кој прима, кој не прима, многу е побитно да го знаете процентот на примени студенти во однос на апликанти. Добро. Најдобрите универзитети се некаде 2,5 до 3,5%. За примени странски студенти. Не странски студенти, за примени студенти воопшто. Например, Харвард прима околу 300 студенти годишно, има околу 4000 апликации. Значи, вие треба да направите нешто, вашата апликација да биде исклучително добра, да биде разгледана и да биде прифатена. Значи, не е само оценките. Секој има оценки. Тука се мотивационо писмо, тука се екстра активности кои сте ги работеле, тука е искуството кој сте го имале претходно и многу други работи влегуваат во таа равенка на кој ќе биде примен, кој нема да биде примен. А во областа на стипендирање? На стипендија, како може македонски студент да земе стипендија од Америка, од Американски универзитет за да студира? Ако се запишувате од Македонија прва година никако. Нема стипендија. Нема стипендија, затоа што вие сте должни на американската на факултетот и во Американската амбасада да докажете дека сте платежно способни да се школувате во Соединетите Американски држави и да ја платите првата година. Така. Многу универзитети бараат првата година да биде платена однапред. Затоа што се случуваат ситуации при кои што студент се запишува и го злоупотребува, потоа останува на црно во Соединетите Американски држави и не се појавува на факултетот. Така да доста американски универзитети почнаа да се штитат од таа пракса со овакви депозити и со плаќање на школарината за една година. Васил, ти конкретно можеш да раскажеш за тоа какви студенти излегуваат од тамошните универзитети, а какви студенти излегуваат од тукашните универзитети? Мала компарација, мала според. Не знам дали би можел да ги ставам на кантар во однос на знаење, меѓутоа морам да ги ставам на кантар во однос на мотивација. Така. Добро. Ако вие сте завршиле на приватен универзитет во САД, ако не сте биле финансирани од ваш родител, вие сте земале кредит. Така, и вие сте веќе 60 до 80.000 долари во долг. Да. Вие мора сериозно да си ја сватите ситуацијата, да барате работа и да почнете да го отплаќате тој долг.
затоа што грейс периодот на долгот е некаде 3 до 5 години, зависи од тоа каков тип на студентски кредит имате. За разлика од тоа, во Македонија и во најскапата високообразовна институција во Македонија, школарината е неколку класи помала од американската школарина. Така да тој притисок врз студентите не е ист. Да. Во Македонија ја имаме таа социјална мрежа, ја имаме таа фамилиарна мрежа, тато, мама, роднини. Тој долг не ни виси на вратот како што би ни висел во САД. И парите се, како што рече, разликата, голема разлика е, парична разлика е огромна. И Васил, вака како, директно инволвиран во целиот образовен систем, твојот живот продолжува во Америка, си тече, до кој стадиум доаѓаш така по универзитетите, по завршувањето на сите твои магистратури, како се развиваш и растеш ти во Америка? Претежно по професионалната IT тангента, а не по академската тангента. Приватниот? Пред приватниот бизнис станав глобален IT директор на универзитетот кај што работев. После некое време сменив работно место, станав подпредседател на друг универзитет во Кливленд, Охајо, и некаден во 2011 година отворив приватна фирма за IT консалтинг. Од тогаш ја работам фирмата во Соединетите американски држави. Имам предавано на 6-7 различни универзитети во САД, од кои што моментално предавам на 2, нормално онлайн. И да оставим Македонија за покасно. А дали имате уште прашања за... Твоето резиме е вака, големо, дебело, што се однесува на работа, на искуство. И 2018, така? Да. Се враќаш во Македонија? Да. Ја работев приватната фирма од 2011 до 2018 година. Стекнав мала група на проверени клиенти. Работев исклучително од дома, со деловни патувања лево-десно, и 2018 година се вратив во Македонија. Дојде прво на одмор? Јас секоја година се враќав во Македонија, затоа што имиграцијниот статус од секогаш ми бил решен. Прво бев под студентска виза, па под работна виза, во 2010 година добив зелена карта, а 2015 година добив државјанство и веднаш извадив пасош. Така. Се враќав многу често во Македонија, затоа што работев од дома, имав таа можност, тоа е прекрасна можност да можеш да работиш од било каде, слободата е невидена. Се враќав, се дојде во Македонија на месец, па на 2, па се еднаш дојдов 3,5 месеци и најмногу што останав пред да се вратам е 6,5 месеци. 2017 година се дојдов во Македонија и останав 6,5 месеци и решив да се вратам во Македонија за стално. Зошто реши да се вратиш? Да. Екзистенцијално прашање. Во таа равенка има многу варијабли. Социјалниот момент, емотивниот момент. Не знам, финансискиот момент не игра никаква улога, пошто примањата ми беа горе-доле исти. Носталгија. Разлика во животот. Не знам дали може да се сведе на една реченица, меѓутоа животот тука во Македонија знае да биде многу убав, ако човек знае да се го направи. А пред да се одлучиш на таков чекор, во Флорида, живеејќи во Флорида, ти било интересно, убаво, забавно, плажи, секој ден што се вика, сончева клима, зима немаш видено 20 години, дур си таму, малку поразлично. Па мислам дека само одговори на моето прашање. 20 години плажа и 20 години забава, мислам дека е доста. Така. И значи, веќе колку викенди може да помине човек на Саут Бич, колку во Вегас, колку во LA, колку во Њу Йорк и било каде. Си ги видел сите така, тие дискотеки, ресторани, забави, сето тоа ти поминало. Да. Веќе да.
И од тоа човек се уморува некако, нели? Се уморува од динамиката, од брзината на животот, се одморува од површните интеракции, Да. се уморува од деловните патувања, кои што во прво време се прекрасни, авиони, хотели, едно друго, кои што после некој време ти доаѓаат нормално тука. Се уморуваш од површни пријателства, Површни пријателства, кои што ги немаш, да кои што речеме. си ги имал како да си ги немал. Да, И каменот си тежи дома. точно. Се враќаш тука, поминуваш долго време, си гледаш другари, пријатели, луѓе со кои што си пораснал заедно и гледаш дека може да се направи некој баланс, да се одржи квалитетот на животот во Македонија. Квалитетот, мислам, на финансискиот момент од животот, а социјалниот момент кој што тука е многу посилен, да се ужива од оваа средина. И 2018 си доаѓаш назад во твоето кавадарци. Да, 2017 година се решив да се вратам, се вратив на Флорида и почнав да си ги средувам работите за враќање во Македонија. Два фундаментални услова се тука. Првиот е што ја имав слободата да работам од дома, remote employment, а втората е што веќе бев државјанин. Без тие два основни предуслова јас не би можел да го работам ова што го работам сега. Значи, тие услови, штом тие услови се исполнеа, ја више почнав да гледам да се вратам во Македонија. 2017 почнав да си ги средувам работите, промени адреси, банки, едно друго. Пакување се. Како ти изгледаше тој процес на пакувањето на Радосен. 20 години спакувани кути, среќен беше? Не, затоа што материјалните добра не ми значат ништо. Со 2 куфера отидов во Америка, со 2 куфера се вратив од Америка. Се остави таму што ти беше? Оставив се, го оставив и станот. Така? Кој што за неколку години, да ви кажам, право го продадов. Немав никаква потреба од станот, ми беше повеќе трошок од колку. И уште една работа да се мисли, немав абсолютно никаква потреба, ако некогаш си има потреба за нешто, може пак да се купи нормално. Се продава, се купува. Се продава, се купува. Тоа го сватив од животот во Америка. Значи, 2017 се средив и 2018 се вратив во Македонија и почнав полека да си го средувам животот тука. Пушташе некаков си, не знам, кола, автомобил, уредување или како си отиде, така си дојде, со 2 куфери. Ништо не пушташе по бродови, како што знаат да се преселат. Не пуштев ништо по брод, пуштев само на кола. Добро. Си пуштев едно нормално секојдневно количе, кое што го возев до Джексонвил, го качија на брод и си го земав од Атина. Станот го оставив таму, нормално пуштив нешто гардероба, неколку торби, меѓутоа тоа не беше тоа пакување контейнери за враќање во Македонија, затоа што не сакав да праќам ништо од таму. Значи, само одиш, сам се враќаш, 2 куфери, одиш, си се враќаш си 2 куфери. Васил, со што се соочи првите година дена по твоето враќање од Америка во Македонија? Како се одвиваше твојот живот? Многу убаво. Убаво ти беше? Да, почнав да си реновирам куќата. Бев зафатен. Секојдневни активности, сите тие мундијални работи, да се одберат точки, да се одбере коликолори едно друго, и фати короната. Се затвори се. И фати короната, да. Пошто во короната успеав да завршам доста работи околу домашните реновирања. Имав една мала група на мајстори, што дојдоа и ми завршија се и немав тој некој така изгубен луфта период. Јас имам ангажман, се уште нели во Америка, фирмата си работи таму, онлайн предавам на 2 универзитета, предавам исто во Скопје на најдобриот приватен универзитет. Нонстоп сум зафатен. Пред неколку години отвори фирма во Македонија, исто IT консалтинг фирма, која го носи исто име како американската фирма, и меѓу другото го отворив и сајтови МК. Сајтови.мк. Отворив една мала иницијатива за правење на сајтови за мали до средни бизниси. Досега имаме релативно добар
добар одзив и имаме направено неколку прекрасни сајтови. Браво. Значи твојот живот знаеш да си го наредиш ако сакаш, така? Па Една девиза за не можам да се пожалам, јас од секогаш во животот сум барал баланс меѓу работата и меѓу времето посветено на работите кои што се сакаат. Дали тоа ќе биде фамилија, дали тоа ќе биде пријателство. Тоа е моето следно прашање. Професионалниот живот го разработивме. Видовме кој е Васил, каде учил, што правил, што работи, како работи, но никаде не ми спомена животен сопатник. Односно, девојка, жена. Се враќаш во Македонија? Се Тоа се враќам во случи. Македонија сам Мгм. и по една игра на случајот, како што животот знае да биде непредвидлив, ја запознав со сопругата и пред 3 години се оженив и имам 2 годишна ќерка. Браво. Значи, животот така ти се поклопил, коцките ти се наредиле, така што доаѓаш до некој стадиум на професионално ниво, приватниот живот се средува и сега да речеме си среќен, фамилиарен, реализиран човек. Да. Со сопруга, со дете, со куче, со мачор и со аквариуми 2. Аквариумите предпоставам ти останале од Флорида. Да. Да, имав таму голем аквариум и веднаш што се вратив во Македонија, најдов каде може да се купи голем аквариум, веднаш го купив. Рибите од каде? Какви риби имаш во Тукашни аквариумот? риби. Тукашни риби? Тукашни риби, да. Тоа е под закрила твоја. Да. Ти се грижиш за... Тоа ми се сопругата ми вика секој ден стоката прво мора да се нарани, па рибите, па мачорот, кучето и така. Кучето, така натаму. Да. Дали некојаш те фаќа носталгија за Америка? За Америка не. Не? За Америка не ми фаќа носталгија затоа што знам дека кога и да посакам, можам веднаш да се вратам. Дали тоа ќе биде на фамилиарно патување, дали ќе биде потреба од работа, таа врата ми стои отворена. Ќерка ми се роди тука во Македонија, веднаш доби американско државјанство. Така да немаме проблеми со никаква со имиграција. Дали те фаќа некаква си носталгија за било што си имал, што си живеел, што си научил во Америка? Студентскиот живот во Америка. Често ме фаќа носталгија за таа голема група на луѓе што бевме, прекрасно другарство. И често ја сонувам, да ви кажам. Да? Да. Ти остана тоа како, Да. можеби, пикот од животот во Америка. Да. Баш пикот од животот, од 27 до 40 нешто. Така. Би се вратил да можеш во тој? Перманентно, со фамилија, не знам да ви кажам право. Да бидам искрен, не знам, мислам дека не. Затоа што предноста на животот во мал град во Македонија е тоа што се е на дофатна рака, не треба многу да се вози, роднините се тука, пријателите се тука. Тоа е тој момент што го немав таму. Точно така, но каде шеташе се во Америка? Што се виде во Америка? Каде се беше? Зашто 20 години живот таму не е малку. Не е малку. Ма не. East Coast, West Coast. Сега. Да. Некаде во средина. Кој град најмногу ти се допадна од тоа што се виде? Тешко прашање. Град што најмногу ми се допадна после Кавадарци и би живеел е Валенсија во Шпанија. Валенсија во Шпанија? Валенсија во Шпанија. За во Америка не знам да ви кажам право дали Ла Хоја. Ла Хоја во Сан Диего, не знам дали сте биле во тој дел. Не. Ла Хоја во Сан Диего. Лос Анџелес сум била, но Сан Диего Ла не. Хоја во Сан Диего. Прекрасен дел од градот. Добро, значи вреди да се посети. Вреди да се посети. Таму би живеел исто. Што повеќе сонце, предпоставам. Кај има сонце, сонце и Васил е топло. среќен. Да. Што е Васил со кујната? Затоа што 20 години се живеел во Америка, си се навикнал на таа некоја американска храна. Не дека нешто страно и чудно ти е животот и храната во Македонија, но може би ти фалат некои вкусови што си ги научил таму. Спомнав дека сум флексибилен. Добро. Веднаш се навикнав на американската кујна, ми фалат некои работи. Ми фали Тако Бел. Така бе. Ми фалат такви некои junk food места. Така. Ми фали стейк. Добро. И ми Стейк фали се- суши. Стейк се мисли на, пошто стейк, како се Стейк, спомне овде, американскиот тоа стейк. да, американскиот Да. стейк. Се уште во Македонија нема таков стейкхаус, Добро. на какви што се навикнавме во Америка. Стейк ми фали и ми фали суши. Сега интересна приказна.
Пред неколку месеци бев во Струмица и јадев такво добро суши. Да? Да. Браво. Така да ете и за тоа има, ако се Лек. бара и за тоа има лек. Може да се најде. Да. Ги има повеќето зачини ги има да се најдат тука и во Грција. Ај компензираме. Може да се... Да. Васил, што би имплементирал во македонското образование со искуството што го имаш од Америка? Многу работи. Многу работи. Како прво, сега сме во процес на промена на законот за високо образование. Не знам, не е тоа во вашата сфера, не знам дали го пратите тоа. Добро. Нов предлог закон, мислам дека за кратко време треба да се усвои. Предвидува многу ригорозни стандарди за магистрирање и за докторирање. Нема да навлегувам во тоа колку е тоа полезно, колку не е. Поентата ми е дека законот за високо образование многу често се менува. Таквата честа промена на закон не може да произведе добри кадри. Системот на мониторинг кај нас е многу лош. Што би имплементирал? Би имплементирал филозофијата на американското образование. Материјалот од руската школа и филозофијата од американското образование. Брзо, динамично, up to the point. Точно, прецизно. Прецизно и не многу обемно. Мене ми фали пракса овде во Македонија. Тогаш кога јас студирав и кога дипломирав, нас не однесоа еднаш, затоа што студирав новинарство, еднаш во македонска телевизија на пракса. Што тоа е ни малку доволно за еден новинар да научи камера, однос. Тоа се беше повеќе теорија него пракса. Една кратка приказна во однос на праксата. Преку групата на инвеститори правев due diligence за купување на еден универзитет во Сан Диего, исклучително право. Го посетив универзитетот пред целата група, пред целиот борд да дојде. Беа две згради. Едната зграда беше огромна библиотека со сите можни книги од сферата на правото, а другата беше факултетот со училници. Ме однесоа да видам две училници кои што беа судски сали. Судски сали како што нема во Македонија во ниеден суд. Огромни судски сали со место за судија, порота, обвинители, публика. Како изгледаат судниците во Америка? Тие судски сали се за пракса. Студентите практикуваат, се снимаат, пошто се поставени камери, микрофони, се снима, после тоа се гледа на час. Пред да одат во права судска сала. Значи, веќе односот го имаш. И атмосферата ја знаат. Да. Многу праксата е еден значаен елемент од нивното образование. Тоа е голема држава, многу институции, има каде и да се иде. Но мислам дека може и кај нас да се имплементира таква пракса на еден или на друг начин. Може, конкретно студирав новинарство, може едно цело лето самиот универзитет да ти најде место каде што ти ќе одиш, ќе волонтираш, ќе учиш, ќе собираш информации, материјали. Пак ќе се навртам на мотивацијата. Кај нас ниту студентот, ниту професорот е мотивиран да оде на пракса. Јас по завршувањето на секој семестар, сите мои студенти од тој предмет ме оценуваат мене како професор. И јас од деканот добивам фидбек за мојот однос кон студентите. За начинот на предавањето, за начинот на комуникацијата, за мојата редовност како професор, за оценувањето, моите стандарди на оценување и слично. Така да јас ги оценувам студентите, студентите ме оценуваат мене, деканот го гледа сето тоа, а председателот на програмата го гледа сето тоа. Така да постои една хиерархија во која што протокот на информации работи. И фидбекот е веднаш. Се слуша фидбекот и корективните акции следуваат. Што е тоа многу важно за успех на една програма и универзитет. Кај нас, например, кога ќе се стане редовен професор, скоро е невозможно да се тргне човек од таа позиција. Без разлика на времето и квалитетот на услугата што се нуди кон студентите. Јас го потребувам зборот услуга, затоа што ние им нудиме услуга. Ова е пазарна економија.
Спомнавме професорите што е со студентите, какви се студентите во Америка, какви се во Македонија. Еве конкретно можеш да кажеш затоа што предаваш и во Америка и во Македонија. Последните неколку години, зборувам сега за кај за во Македонија, пошто имам повеќе интеракција затоа што сум во училница. Последните неколку години во Македонија забележувам еден загрижувачки тренд на незаинтересираност кај студентите. Сега, дали тоа да правиме некоја психолошка анализа, па да го поврзуваме со социјални медиуми, со мобилни уреди, со општиот пад на квалитетот на настава во основното и средното училиште. Не знам, тука има многу, стварно има многу фактори има тука. Меѓутоа, незаинтересираноста е опиплива. Се гледа. Да, се гледа. Сега незаинтересираноста. Работејќи на американски универзитети, предавајќи на таков стандард, научен сум на висок степен на интеракција. Во однос на тоа студентите да се ангажираат со своји мисли во однос на тоа да не биде монолог. Да. Само слушам и само да не биде отворен форум да се збори нон-стоп, меѓутоа да биде подиум за еден диалог кај што ја можам да ги слушам нивните мисли, да видам докаде е нивното знаење или начинот на кој што тие размислуваат. Се помалку го забележувам тоа кај нас. Кај нас, а во Америка е на нивото кој што си беше? На нивото на кое што си беше со тоа што па сега има еден друг аспект таму што предавам онлайн, па поразлично е. Па поразлично е тие колку и да се напредни тие системи за онлайн образование, тие се многу по-индивидуалистички. Така. Значи таму тоа што јас можам да им го моментално да им го пружам на студентите е многу помалку во однос на тоа што можам тука да го пружам. Зошто? Затоа што таму се предавањата се веќе спремни и се таму е повеќе facilitation од колку инструкции. Во Америка има универзитети, скоро голем процент се со и онлайн, односно не мора да си присутен на самата настава. Хибридна настава е тоа. Да, како за професор, така и за студент, предпоставам. Да. Во Македонија постои таков модел? Сме се обиделе на универзитетот кај што се предавам, сме се обиделе со хибриден модел, меѓутоа уочивме дека има видлив пад на концентрација, пад на внимание и пад на успех после тоа. Така да преферираме и се трудиме и предавањата и испитите да не бидат во училница. Да не се хибридно. Чисто за одржување на стандардите на академската средина. А тие хибридни модели не се со пат на квалитет во Америка, според тебе? Функционира тоа подобро во Америка? Подобро функционира. Подобро функционира затоа што голема група од онлайн студентите во Америка не се традиционални студенти на средношколци кои завршиле и се запишале прва година на факултет. Таму има милиони нетрадиционални студенти. Дали се тоа војници, активни војници или ветерани. Дали се тоа вработени луѓе на кои што им треба до специјализација. Дали се тоа луѓе кои што менуваат кариера или слично. Значи, старосната група на студирање во Америка и различна и во Македонија. Да. Во Америка студираат од 19-20 години до 35-40. И да, и магистратура запишуваат и на 50 години. Да, и на 50 години. Ништо ново не е тоа. Не. Но овде, кога ќе речеш дека магистратура запишуваш на 50 години, малку е чудно. Табу тема и чудно е. Овде студентите се по завршување средно традиционални студенти, 18 години факултет до 22-23. И потоа магистер, докторат и така. Работа. Така што многу разлика во светови, во студирање, во прифаќање на самите програми. Да. Според сега колку би била академската тежина на млад човек од 27 години и искусен професионалец од 45 години да прават докторат? Секако дека постариот е подобар, поише знае. Искуство, истражување. Знае што сака. Многу пати ќе речеме дека многу од нашите генерации тоа време кога сме се запишувале на факултет, јас точно знаев што сакав, но има луѓе кои што отишле на факултет чисто за да се на факултет, не дека тоа го сакаат. И потоа завршувањето на факултетот сфатиле дека тоа не е за нив. Така што тоа во Америка може и да е поразлично.
можеш да поминеш некој одреден период, да не се запишеш, потоа да знаеш што сакаш, па да се запишеш на Јас бев во преподавател. таква ситуација. Ете, Јас бев во конкретно. таква ситуација. Во Македонија студирав електрофакултет, не се пронајдов, завршив меѓународни односи и дипломатија. Сосема нешто Па сега различно. компјутери. Така. Така, мислам, битно е, ако се свати тоа, да се направи корективна акција. Да. Да се превземе нешто во живот. Да не се остави туку така. Од секогаш сум превземал такви драстични мерки. Така. На 27 години да заминам, на 50 да се вратам. Ете, например. Но, Васил, и во твоето инволвирање во овој образовен систем, какви факултети, какви кадри се, кои професии се во подем, а кои професии се во изумирање, да речем? Многу интересно прашање, со тоа што во секоја декада постојат 3 топ професии кои што нема да постојат во наредната декада, А сега се топ. а 3 професии кои што сега не постојат, а ќе бидат топ во наредната декада. Така. Добро. AI е најновиот фах сега, така. Ќе направи голем стрес на пазарот на труд, тоа е неминовно. Сега, кои професии се под опасност од згаснување? Први се на ударот административно-репетитивните професии. Така. Затоа што тие најлесно се заменуваат. Се заменливи со... Заменливи се. Paralegals. Да. Ниво 1, ниво 2 на програмери. Така. Кол центри и слично. Дали AI ќе замени канцелариската работа? Нема да ја замени. Комплетно. Сега јас кога би бил студент, моментално би размислил добро дали да се запишам на програмирање, на класични компјутерски науки и програмирање. Меѓутоа ќе постои мрежа, ќе постојат оперативни системи, ќе постојат многу други аспекти од IT кои не се директно загрозени од вештачката интелигенција како конкурент за работното место. Добро. Јас разговарам со човек сега Да. моментално во подкастот. Јас не сакам да разговарам со AI агент. Мислам дека многу ретко кој би сакал да разговара со тоа. Што ако си постои, Да. многу професии ќе постојат. Да. Може ќе помогне оваа вештачка интелигенција, на ниво може да стигне во пикот, да речеме, но потоа мислам дека нема да го завземе човекот како 100% да го смени. Не. Ќе направи поефикасни. Да. Јас се користам секојдневно во својата работа. Навистина ќе направи поефикасни. А дали може да замени човек? Јас мислам дека не. Значи, твој совет за студентите кои што сакаат, еве сега е лето, може размислуваат некои да се запишат, некои сакаат, мислат, што ти ги советуваш, што треба да се студира според тебе? Кои професии? Од мојот домен, компјутерска инфраструктура, пошто ние имаме во Македонија многу малку дата центри. Ако не во Македонија, тогаш ќе има потреба во регионот. Cyber security. Се повише и повише од нашите информации се во облакот. Дали тоа ние го сакаме или не е битно. Вие имате iCloud, јас имам iDrive, образовните податоци, финансиските податоци, здравствените податоци, се во облакот. Така. Кој се има достап до тие податоци. Cyber security ќе биде една многу битна компонента во IT индустријата. Тоа е една од услугите што ние ги нудиме преку нашата фирма. Чека ние имаме експертиза за тоа, меѓутоа ќе има потреба од cyber security експерти. Ке се тие во твојата област професии кои што би биле во подем? Да. Јас морав постојано да се менувам, затоа што долго време сум ја во IT индустријата. Порано постоеше, например, еден голем дел од времето одземаше
подршка на корисници во смисол на поправка на нивни компјутери и едно друго, сега тоа више не постои. Сега податоците се во облакот, ако нешто се случи со компјутерот се фрла, се купува нов. Облакот тука е. Облакот е тука, податоците се тука и многу е поедноставено. Така. Многу е поедноставено. Што од друга страна па носи ризик. За кој што треба кадар. За кој што треба кадар. Така е. Да. Значи постојано ќе има миграција, ќе има голема миграција во пазарот на труд, меѓутоа нема да биде екзистенцијално загрозен. Васил, за сите оние кои што се во Македонија и сакаат да заминат, што би им препорачал, а за сите оние кои што се во Америка и сакаат да се вратат во Македонија, кој совет? Сите што сакаат да студираат во странство, ги охрабрувам. Меѓутоа, им препорачувам да се вратат. Да не размислуваат за свивање гнездо во странство, дали тоа ќе биде Америка, Германија, Англија, Австрија, Словенија, деца од во Словенија, во Хрватска. Да гледаат да се вратат затоа што на Македонија е потребен квалитетен образован кадар. За тие што сакаат да се вратат во Македонија, вратете се. Направете си план, вратете се и ќе видите дека ќе успее. Добро. Тоа е тоа што би им го препорачал на сите оние кои што се преку големата бара и преку големата бара. Тие што се преку големата бара, сите што имаат опција да се вратат без затварање на вратата, нека пробаат. На вратата да стои отворена? Отворена. Отворена. Вратата може да стои отворена. Никогаш не се знае. Да, никогаш не се знае. Постојат разни геополитички игри, не знаеме кај ќе завршиме утре, меѓутоа пак може да се избалансира животот, да се дојде до некое ниво на квалитетен живот и кај нас. И последното најубаво прашање, можеби најтешко, дали Васил е среќен со одлуката и дали е среќен овде во Македонија? Искрено да. Да. Го направам споредба, да. Така. И не се каеш за одлуката? За одлуката. Јас сум таков човек по природа, да, ако јас сум се каел, веднаш ќе сум го фател авионот и ќе сум заминал. Сакаш да кажеш дека не си човек кој што се кае за одлуките кои што ги донел? Не, подобро да се каеш за нешто што си го направил, отколку за нешто што не си го направил. И никогаш не си го направил. Никогаш не си го можев, направил. ама не бидна ете. Васил, ти благодарам што ми беше мој гостин. Вас ви благодарам за посетата и за поканата да учествувам во подкастот. Ми беше драго да опфатам една поразлична тема, образование, едукација, заминување на студенти од Македонија во Америка и како тоа е возможно преку твојата приказна и враќање во Македонија повторно прикажано преку твојот животен пат. Се надевам дека сите ваши прашања во врска со образованието и тоа како да се замине и како да се остане и што да се прави, се одговорени на еден или на друг начин. И Васил, уште еднаш фала за тоа. Имај пријатен и убав и среќен живот овде во Македонија и Америка секако ти е отворена, кога и да сакаш можеш да отидеш. Ви благодарам и вас и пожелам исто. Ти благодарам. Драги мои, ова беше Марија во Америка и денес беше во Кавадарци, односно овој подкаст го снимавме во убавото Кавадарци. Поздрав за сите оние кои што не гледаа и секако следната среда со нов гостин и нова приказна од Македонија. Чао!